Медицинскиот факултет во Скопје денес го одбележува својот 75 годишен јубилеј. Горди сме што сме тука, што сме дел од церемонијата, дел од еден вековен процес започнат на 22 мај, далечната 1946 година, со одлуката за основање на Медицинскиот факултет во Скопје, од страна на Комитетот за заштита на народното здравје на владата на Федеративна Народна Република Југославија. На 5 февруари 1947 година, со акт број 1250, била формирана матична комисија, која веќе на 17 февруари истата година донесува значајни одлуки, меѓу кои решение за избор на членови на факултетскиот совет на Медицинскиот факултет на чело со првиот декан, доктор Стерио Боздов. Малку подоцна, на 6 март 1947 година, владата на Народна република Македонија донела указ за формирање на Медицински факултет во Скопје, со што биле завршени сите организациони, стручни и формално правни подготовки за формирање на факултетот. Во тоа време, Медицинскиот факултет е втора по ред високообразовна институција во составот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, веднаш по Филозофскиот факултет, а во рамките на тогашна Југославија како четврти по ред медицински факултет. Првата седница на Наставничкиот совет се одржала на 17 март 1947 година, на која било решено наставата од предклиничките предмети да се изведува во просториите на Хигиенскиот завод и бараките на Средното медицинско училиште, а во просторот на земската болница да се формираат првите клиники и институти. Наставниот кадар во тоа време го сочинувале само 19 наставници и 3 асистенти, кои воделе по неколку наставни предмети, што ја потврдува пионерската определеност и исконската вистина, дека не постои време во кое не се потребни пионери, затоа што само тие можат да ги создадат сите предуслови да се реализира една визија. Есента 1947 година на Медицинскиот факултет во Скопје биле запишани 153 студенти, а на 3 ноември првата генерација на новоформираниот Медицински факултет го одржала својот прв академски час. По 6 години од првиот час, на 30 декември 1953 година, во Македонскиот народен театар, деканот на факултетот, професор доктор Зденко Крижан, ги промовирал првите 6 дипломирани студенти на Медицинскиот факултет. Доктор Цветко Арсов, доктор Сунчица Апостолова, доктор Димитар Ивановски, доктор Никола Поп Стефанов, доктор Тодор Стојчевски и доктор Теке Сулејмани. Како резултат на зачетоците на научно-истражувачката дејност на факултетот во 1958 година е одбранета првата докторска дизертација од доктор Радован Перчинковски. Во текот на своето 75 годишно постоење, Медицинскиот факултет беше основач и матичен факултет на стоматолошкиот и фармацевскиот факултет, а истовремено обезбедуваше и се уште обезбедува интердисциплинарна настава од својот домен на овие и на други факултети. 7,5 децении, генерации на професори, студенти и лекари, водени од Хипократовата заклетва и принципите на цивилизација, наука, едукација и продолжување на започнатото, го градеа Медицинскиот факултет. Денес, Медицинскиот факултет, како најстара високообразовна установа во државата, има јасна мисија да го одржува постигнатиот квалитет и постојано да го подобрува во сите области на својата дејност, со што се потврдува неговата референтна позиција во државата и придонес со исклучителни резултати во националната, регионалната и меѓународната заедница. Една од основните стратегиски цели за развој на факултетот е одржување на нивото и квалитетот во наставата и пренесување на знаењето на помладите генерации, континуирано вложување на средства,
работен ангажман и ентузијазам, со јасна визија и идеи за осовременување на трите дејности на факултетот. Медицинскиот факултет својата комплексна и многу одговорна дејност ја реализира преку вкупно 652 наставници и асистенти. Додипломската настава се изведува во согласност со Европскиот кредит трансфер систем за сите студиски програми, а дипломите, добиени на Медицинскиот факултет, се признаваат во земјите на Европската Унија. Студиската програма по општа медицина по ЕКТС е акредитирана првпат во 2010 година, а реакредитирана во 2014, 2017 и 2021 година. Во 2019 година на Медицинскиот факултет е акредитирана и студиска програма по општа медицина на англиски јазик. Во 2007, 2012 и 2018 година реакредитирани се тригодишните стручни студии за медицински сестри, радиолошки технолози, физиотерапевти и логопеди. Освен реакредитација на постоечките студиски програми, во изминатиот 5-годишен период се акредитирани две нови студиски програми. Во 2020 година тригодишна стручна студиска програма за инженер по медицинско-лабораториска дијагностика, а во 2021 година тригодишната стручна студиска програма за дипломирана акушерка. Во изминатите 75 години на Медицинскиот факултет дипломирале вкупно 12.681 студент по општа медицина, 827 стручни медицински сестри, 857 стручни радиолошки технолози, 439 стручни физиотерапевти и 302 стручни логопеди. За поедноставно администрирање на информациите за сите дејности и активности на Медицинскиот факултет, изработена е динамична интернет страница и воведена е електронска евиденција на присутноста на студентите и наставниците. Во рамки на Универзитетскиот iKnow електронски систем се спроведува електронска евалуација на наставата, електронски студентски прашања, односно студентско досие, со што за секој студент има целосна евиденција. На вториот циклус студии, постдипломски студии, во изминатиот 75 годишен период на студиската програма по општа медицина магистрирале 482 кандидати. Оваа студиска програма од 2007 година со воведување на интегриран циклус на студии по општа медицина повеќе не се реализира. На студиската програма по јавно здравство досега магистрирале 169 кандидати. Во 2013 година беше акредитирана студиска програма од втор циклус стручни специјалистички студии за клинички логопеди. Истата е реакредитирана во 2019 година, а ја завршиле 69 кандидати. Во 2019 година беа акредитирани и две нови стручни специјалистички студии од втор циклус – студиска програма по физиотерапија во ортопедија и хирургија и студиска програма по физиотерапија во неврологија, а досега студиите ги завршиле 12 кандидати. Со титулата доктор по медицински науки по старата програма се стекнале 1043 кандидати. Со воведувањето на школата за докторски студии при УКИМ од академската 2011-2012 година на Медицинскиот факултет успешно се спроведува третиот циклус студии – докторски студии во научно-истражувачкото подрачје медицински науки и здравство. Во периодот од 2017 до 2021 година се акредитирани и реакредитирани студиските програми по молекуларна медицина, базична медицина, клиничка медицина и јавно здравство, како посебни студиски програми, а докторирале вкупно
251 кандидат. Наставните содржини и програми за постојаните специјалистички студии се усогласени со соодветните програми од земјите на Европската Унија, заради подобрување на квалитетот и компатибилноста на профилираните кадри. На медицинскиот факултет се реализираат 54 програми за специјализација и 51 програма за субспецијализација од сите области на медицината. Во моментов, на факултетот специјализираат 1269 лекари, а на субспецијализација се 163 специјалисти. Со цел поттикнување на научно-истражувачка работа на медицинскиот факултет и овозможување учество во проекти, како и печатење трудови. Во јануари 2018 година, деканската управа на факултетот донесе одлука да се доделат средства за финансирање на 47 научно-истражувачки проекти на сите катедри на медицинскиот факултет, за што беа одвоени 8 милиони и 200 илјади денари. Од 2022 година се планира финансирање на нов циклус проекти за катедрите. Факултетот учествува во реализација и на проекти финансирани од страна на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, од Министерството за образование и наука, како и повеќе меѓународни проекти со реномирани наставно-научни институции во светот. За мотивирање на публицистичката активност на научниот кадар, на медицинскиот факултет се формира ново списание со наслов Academic Medical Journal, финансирано од факултетот. Списанието е со меѓународен уредувачки одбор, а вработените наставници и соработници на медицинскиот факултет можат бесплатно да објавуваат трудови. Наставниот кадар на факултетот публикува бројни трудови во домашни и странски научни списанија, што представува речиси 1/3 од научно-истражувачката дејност на универзитетот. Според податоци превземени од Web of Science, медицинскиот факултет е застапен со повеќе од 3000 публикации и повеќе од 50.000 цитати. Од декември 2020 година се воведе редовно издавање на факултетски електронски билтен еднаш месечно. Во билтените се известува за различни случувања и новини од факултетот, информации за значајни научни публикации на автори од факултетот, за научни проекти, за успеси и општествени дејности на вработените и студентските организации. За потребите на наставниот кадар, факултетот преку своја библиотека обезбеди континуиран пристап до најреномираните светски бази на книги и списанија во електронска форма, а беа набавени и нови книги од светски реномирани автори. Од април 1996 година, клиниките се издвоени од составот на медицинскиот факултет, но и понатаму ја имаат улогата на наставни бази на факултетот. Во 2009 година склучени се спогодби меѓу УКИМ, Медицински факултет во Скопје, и универзитетските клиники и другите наставни бази за уредување на меѓусебните односи во согласност со потребите за спроведување на студиските и специјалистички програми, како и за уредување на работниот однос на наставниците и соработниците. Со Законот за високото образование од 2008 година, институтите станаа внатрешна организациона единица на факултетот со вработените и имотот. Тие покрај високообразовната и научно-истражувачката вршат и здравствена дејност. Врз основа на новиот Закон за високо образование од мај 2018 година, Наставно-научниот совет во септември 2019 година донесе статут на медицинскиот факултет, со кој факултетот го усогласи своето работење со одредбите од новиот закон. Факултетот денеска се состои од 36 катедри, 12 институти, 3 центри, лаборатории, библиотека, стручна и административна служба. Факултетот има 13 наставни бази и 29 клиники,
кои преку своите катедри активно се вклучени во работата на факултетот. Клиниките со своите високо едуцирани кадри и добро опремени оддели остваруваат терцијална здравствена дејност, а со постојано унапредување и воведување на бројни дијагностички и терапевтски процедури ги следат светските трендови. Така, за прв пат во нашата држава беше направена трансплантација на срце, на коски, на коскена срцевина од несроден дарител од страна на тимови во кои учествуваа наши реномирани професори. Во текот на теоретската и практична настава на клиниките, студентите, идните доктори по медицина и специјализантите се стекнуваат со знаења и вештини потребни за супериорност во својата професионална дејност, следена со личен интегритет и високи етички стандарди, применливи во здравствениот систем во државата и светот. Имајќи ја предвид затекнатата состојба од една страна и определбата за унапредување и осовременување на работните процеси од друга страна, во насока на подобрување на условите за студентите, пациентите и вработените, согласно европските директиви и светските стандарди. На Медицинскиот факултет во Скопје во последниот период беа направени големи придвижувања во сите три интегративни сегменти од работењето: наставната, научно-истражувачката и здравствено-апликативната дејност. Реализирана е реконструкција на амфитеатри и предавални и капиталниот проект за зголемување на просторните капацитети на факултетот. Со промена на хазардниот азбесен кров на институтската зграда се доби нов простор со вкупна површина од 2500 метри квадратни, изведен во согласност со светските стандарди за енергетска ефикасност и изведба на ваков тип на објекти, кој е во фаза на опремување на новите лаборатории, вежбални, предавални и кабинети. Во последниот 5-годишен период на институтите кои се внатрешни организациони единици на факултетот се посвети многу внимание на техничко осовременување на работните процеси во насока на нивна автоматизација и компјутеризација, набавка на најсовремена медицинска и лабораториска опрема, воведување на нови дијагностички методи, зголемување на обемот и видот на здравствените услуги, а резултат на тоа се и повеќе акредитирани лаборатории. На Институтот за патологија годишно и во услови на пандемија се изведуваат повеќе од 20.000 дијагностички анализи, кои во најголем дел се автоматизирани, а посебен развој и напредок има во лабораторијата за молекуларна патологија, во која се воведени повеќе нови технологии. На Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина направени се софтверски надградби во повеќе сфери, а воведена е и нова терапевска метода – склерозација на цисти на тироидната жлезда. На Институтот за анатомија се набавени нови надгледни средства за настава. На Институтот за судска медицина беше направена целосна реконструкција и модернизација на токсиколошката лабораторија. Воведени се повеќе нови методи за испитување на полиморфизми на гени и ДНК во лабораторијата за форензичка медицина. Освен тоа, беше решен повеќегодишниот проблем со промена на кровната конструкција, со што се отвори простор од дополнителни 800 метри квадратни за развој на дејноста. Вонредните услови за работа и живење предизвикани од светската пандемија, предизвикана од вирусот COVID-19, наметна нови услови за работа, ангажирање на дополнителни ресурси и преструктурирање на редовните работни процеси, како во образовната сфера, така и во здравствениот сегмент. Медицинскиот факултет одговори подготвено на оваа состојба, имплементирајќи ги сите заштитни мерки и протоколи за своите вработени и студентите и активно се вклучи во борбата против пандемијата во делот на дијагностика во рамки на здравствениот систем на државата,
преку спроведување на молекуларна PCR диагностика за COVID-19 на Институтот за судска медицина, а потоа и на Институтот за микробиологија, на кој беше формирана и опремена нова лабораторија за молекуларна диагностика. Исто така, направени се илјадници серолошки тестирања за COVID-19 антитела, кои се изведуваат на Институтот за биохемија и на Институтот за имунологија. На Институтот за имунологија за прв пат во земјата се воведени и серолошки маркери за Алцхајмерова болест, анализи за диагностицирање на имунодефицитни и автоинфламаторни состојби, преимплантацијски генетски скрининг за анеуплоидии, а во рамките на Македонскиот дарителски регистар спроведени се 3 процедури за дарување на матични клетки од македонски доброволен дарител за странски пациенти и 33 пациенти од нашата држава се лекувани со матични клетки од странски дарители. Перманентните напори за осовременување на лабораториите и примена на современи диагностички методи представуваат гаранција за натамошниот развој и афирмација на факултетот во земјата и пошироко. Во целиот период на постоење и работа, факултетот незапирливо ги следи, применува и надградува современите научни сознанија и достигнувања. Со определбата на факултетот подеднакво да ја развива образовната, научно-истражувачката и здравствената дејност, можеме да констатираме дека тој во изминативе 75 години изгради значајна позиција во образовниот, научниот и истражувачкиот простор во нашата држава, а преку своите дипломци, магистри, доктори на науки, професори и асистенти е интегриран во сите сегменти на нашата држава и во светот. Токму затоа, денес, прославата на јубилеот, 75 годишнина, е почит кон работата и заложбите на вработените во изминатиот период, со што факултетот достигна извонреден развој, респектабилен во пошироки рамки. Нека е честит јубилеот!